Вчера уште еден повреден од пожарот во клубот во Кочани, кој беше испратен на лекување во Ниш во подобрена состојба, се врати во Македонија. Според информациите од Министерството за здравството е згрижен во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, каде ќе остане хоспитализиран уште неколку дена. Во странските центри остануваат 44 пациенти. Двајца се уште се во потешка состојба. Професорката Срцева од здравствениот кризен штаб вели дека повредените кои се во странство и на интензивна нега, покрај медицинскиот третман добиваат и респираторна рехабилитација, поради вдишаниот чад и приклучувањето на апарати за дишење. Како анестезиолог и интензивист, она што можам да го кажам дека таа респираторна физикална терапија се остварува дури во единиците за интензивно лекување. Од неколку центри имаме најава дека тие ја спроведуваат адекватно во однос на светските стандарди. Станува збор за мултидисциплинарен пристап кој покрај медицински лица, сестри и анестезиолози вклучува посебен физиотерапевти и респираторни физиотерапевти, секако едукација и психосоцијална поддршка со цел да се подобри функцијата на белоци дробови и да се спречат долгорочните последици кои што може да настанат од дишувањето на штетните материи. Респираторна рехабилитација според професорката се спроведува и кај пациентите кои се интубирани и приклучени на механичка вентилација. Разбира дури и поместување, односно преместување на пациентот од една лежачка положба во друга лежачка положба, физикална од типот на стварање на вибрации кон белиот дроб, за да може што побрзо да се извади секретот кој што е настанат заради инфекцијата и заради машината, односно респираторната поддршка која што ја добива од вентилатор и секако аспирација и дополнителен кислород. Таа физикална терапија не мора да биде поврзана само со екстубацијата, меѓутоа после екстубацијата е интензивна, во зависност од другите повреди може да треба да се почне со работа на пациентот, станување, движење, посебни дишни вежби кои што се изведуваат пациентите кои што не се на механичка вентилација. Според најавите од здравствените власти, целокупната рехабилитација кај голем дел од повредените ќе трае долго, од 6 месеци до 2 години. Во големата трагедија во Кочани починаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 млади луѓе беа испратени на лекување во 22 европски држави. Александар Динев, Сител телевизија.